вчерашниот извештај на Државниот завод за ревизија за работењето на државната лотарија пак го отвора прашањето каде завршуваат сите овие ревизорски извештаи. Законот за ревизија предвидува објавување на резултатите и доставување до надлежните институции, но јавноста ретко има увид во целосните наоди, а уште помалку информации дали институциите надлежни за проверки постапиле по нив. Иако ревизорите често откриваат неправилности или несоодветно трошење на јавните пари, сепак ефектите од овие извештаи се малку видливи. Во случајот со лотаријата, извештајот укажува на сериозни финансиски нерегуларности и пропусти во контролата на средствата во времето кога директорувале кадри поставени од претходната влада на СДСМ и ДУИ. Има ли понатамошно процесуирање на овој посочен криминал? Ревизијата не смее да остане само формална постапка и документ. Народните пари мора да се трошат одговорно, а секоја воочена девијација не смее само да биде констатирана, туку и санкционирана и коригирана. Опозицијскиот СДСМ се реформира. Ова го кажа синоќа претседателот Венко Филипче, посочувајќи дека Јована Тренчевска и Александар Трајановски се нови подпредседатели на партијата. По завршувањето на седницата на Централниот одбор беше кажано дека Александар Димитриевиќ и Љупчо Фармаковски повторно се избрани за генерален и за организацијски секретар. На оваа седница се избрани и членови на извршниот одбор, откако што објасни Филипче, дел се млади, а дел се искусни членови од типот на Андреј Жерновски, кои ќе треба да го пренесат своето искуство на помладите. Нашиот фронт кој го објавуваме вечерва постепено и сигурно ќе расте, затоа што ние се спремаме власта да ја вратиме во рацете на граѓаните, рече Филипче. ВМРО ДПМН со зборовите новите сили, а стари кадри напишани од Зоран Заев, а изгласани од Венко Филипче, изнесе свој коментар за вчерашниот избор на ново водство во СДСМ. При тоа тие конкретно посочија некои од членовите на новото раководство на опозицијската партија и прашаа дали ова се нови сили. Андреј Жерновски, прелетач за функција од ЛДП во СДС на Зоран Заев, неуспешен и скандалозен дипломат, неуспешен градоначалник. Агрон Демири, уште еден кадар од старото СДСМ, екс-советник во сектор за ЕУ. Јована Тренчевска, поранешна министерка во владите на Заев за труд и социјална политика. Кочеше 16 согласности за воспитувачки и негователки и 10 согласности за помошно-технички персонал во градинките во општина Бутел, кога градоначалникот беше од ВМРО ДПМН, а исто обструираше и одземаше ингеренции во Куманово. Во новото раководство на СДСМ влезе екс-директорот на затворот Шутка со активна кривична пријава за злоупотреба на службена должност, како и Јон Фрчковски, кој беше фатен и призна како се дрогира на своето работно место и кој наместо казна доби унапредување во СДСМ, велат од владеачката партија и додаваат: ова е убедливо најлошиот состав на СДСМ и Зоран Заев. Приватизацијата на СДСМ завршува, наредниот чекор е жесток стечај. Од денеска, по вчерашната оставка на државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски, почнуваат да течат роковите за избор на негов наследник. Според Законот за јавни обвинители, изборот се врши најдоцна 2 месеца пред истекот на мандатот на актуелниот или веднаш по празнењето на местото, како во овој случај. Додека трае процедурата за избор на нов, вчера реагираше поранешниот судија Владимир Туфекџиќ, кој оцени дека Коцевски си заминувал од функцијата тивко, празно, анемично и без поента. Денеска реагираше и ВМРО ДПМН, оценувајќи дека тој тактизирал со поднесувањето оставка за да избегне расправа за неговото работење и како што наведуваат од партијата да го одложи отворањето на прашањата за состојбите во обвинителството. Од владеачката партија праша и дали со одложувањето на оставката се купувало време за, како што велат, неговите наредбодавци, како и дали е точно дека групата обвинители, предводени од Коцевски, заташкувале над 40 предмети за висока корупција поврзани со функционери од СДСМ и ДУИ. СДСМ излезе денеска со, како што рекоа, нова бомба. Наведоа дека фирма со само тројца вработени за период од 2 месеца добила државни тендери во вкупна вредност од околу 74 милиони денари, односно приближно 1,2 милиони евра, од институции под надлежност на владата. Фирмата добива договори од Генералниот секретаријат на владата.
Како и во претходните објавени случаи, и овде повторно станува збор за набавки на IT опрема и софтвер. На 13.10.2025 година е склучен договор со Министерството за финансии, вреден околу 60.000 евра. На 15.10.2025 следи нов договор со Генералниот секретаријат на владата во вредност од речиси 980.000 евра. На 1.12.2025 година фирмата добива уште еден тендер, овој пат од СОЗР, за софтвер за следење на работни процеси, вреден околу 76.000 евра, истакна портпаролката на СДСМ Богданка Кузевска. Од ВМРО ДПМН стигна одговор дека тоа што Кузевска го нарекува бомба е петарда која и пукна во рака. Од владачката партија велат дека посочената фирма не постои веќе 2 години, а порано со сменето име добивала дури и грант ФИТР во 2019 година од над 1,4 милиони денари, а истото се случило и во 2020 година од над 25.000 денари. Згора на тоа, фирмата добивала и тендери на кои се склучувале анекси со АЕК во 2021 година, кога на власт беа СДС и ДУИ од скоро 700.000 денари, на кои потоа склучувале анекси, стои во соопштението на ВМРО ДПМН, каде се наведени и други тендери кои ги добила таа фирма во времето на СДСМ. Филозофскиот факултет во Скопје синоќа одбележа 105 години од својот прв академски час. Голема традиција и јубилеј. Првите студенти уште во 1920 година почнале да одат на предавања на насоките по историја, филозофија, педагогија и книжевност. Деканот Оливер Бакревски, како и останатите професори и асистенти од оваа најстара високообразовна институција во Македонија, уверуваат дека факултетот и понатаму ќе биде расадник на квалитетни кадри и водач во земјата на општествената, научната и хуманистичката мисла и знаење. НСДП со свечена седница на Централниот одбор го одбележа јубилеот 20 години од основањето на партијата. Партијата беше формирана од Тито Петковски, кој заедно со група поддржувачи излезе од тогаш матичната партија СДСМ. Денес партијата е под водство на Горан Мисовски и веќе подолго време е во коалиција со СДСМ, поради што многумина проценуваат дека партијата го губи својот идентитет. Впрочем, и основачот на партијата Тито Петковски пред 3 години по внатрепартиски несогласувања истакна дека на новото раководство на НСДП не му требаат непријатели, самото ќе си ја растори партијата. Останува да се види како оваа партија ќе го прослави наредниот јубилеј, 25 години. Дополнителната истрага против полицајците вклучени во трагедијата со пожарот во Кочани, која ја водеше обвинителството за организиран криминал и корупција, е завршена. Деновиве се очекува и одлука дали ќе се поднесе обвинение. Пожарот во дискотеката Пулс во Кочани се случи на 16 март, каде што животот го загубија 63 лица, додека над 200 беа повредени. За овој случај веќе во тек е судски процес во кој се опфатени 34 физички и 3 правни лица. Министерството за животна средина и просторно планирање денеска соопшти дека во функција е нов веб портал за квалитет на воздухот, на кој може да се пристапи преку постоечката адреса air.moepp.gov.mk. Податоците од сите мониторинг станици, како и досега, може да ги гледате во реално време. Новитет е тоа што се споредуваат со новиот индекс, кој е во согласност со Европскиот индекс за квалитет на воздух, кој започна со примена од 4 јули 2025 година. Веб страната има подобрени перформанси, подобрени анализи во делот на надминување на граничните вредности во тековната година, како и годишни анализи за претходни години, посочуваат од Министерството. За приказ на податоците за квалитетот на воздухот пуштена е и мобилна апликација. Српскиот председател Александар Вучич синоќа изјави дека нема да присуствува во Брисел на самитот ЕУ Западен Балкан. За прв пат по 13 или 14 години ниту јас, ниту некој друг нема да одиме на оваа меѓувладина конференција, па затоа Западниот Балкан ќе биде без Република Србија, рече Вучич. Тој истакна дека ова го прави за граѓаните на Србија и покрај фактот знае дека оваа одлука ќе предизвика критики и во Брисел и од оние кои секогаш критикуваат,
Дури и кога не знаат точно што критикуваат, сепак одлучил да ги брани интересите на Србија и да не трпи само притисоци. Започна од денес изборната кампања за вонредните парламентарни избори во Косово. На изборите ќе учествуваат 24 политички субјекти. Централната изборна комисија утврди дека нешто над 2 милиона граѓани имаат право на глас, а гласењето ќе се одржи на 28 декември. Во Косово годинава по втор пат се одржуваат избори, откако по гласањето на 9 февруари и покрај многуте обиди на победничката партија на премиерот Албин Курти, не се создаде парламентарно мнозинство и не се избра нова влада. Преживеаниот напаѓач од неделата на плажата Бонди во Сиднеј е обвинет за 59 кривични дела, вклучувајќи 15 точки за убиство и една за извршување терористички акт, соопшти полицијата на Нов Јужен Велс. Другиот напаѓач, неговиот татко, беше убиен во престрелка со полицијата на самото место. 15 лица загинаа, а десетици други беа повредени во нападот, чија цел беше австралиската еврејска заедница. Американскиот претседател Доналд Трамп наредил тотална и целосна блокада на сите санкционирани танкери за нафта што влегуваат или излегуваат од Венецуела. Според него, нелегитимниот режим на Мадуро ја користи нафтата за да се финансира себеси, наркотероризмот, трговијата со луѓе, убиствата и киднапирањата. Венецуелскиот претседател Мадуро остро го осуди овој чин, изјавувајќи дека САД се обидува да ги присвои незините огромни нафтени ресурси. Компанијата X-Corp на Илон Маск вчера поднесе тужба против еден стартап поради неговиот обид да го присвои повлеченото име Twitter и неговото лого со сина птица. Компанијата Операција Сина птица тврди дека социјалната платформа X на Маск се откажала од брендот и оти трговската марка треба да биде поништена. X одговори со тужба, наведувајќи дека стартапот бесрамно се обидува да го украде светскиот познатиот бренд Twitter. Маск го купи Twitter за околу 44 милиарди долари пред околу 3 години, а подоцна го ребрендираше во X. Британскиот министер за здравство Вес Стритинг им се извини на пациентите откако лекарите во Англија почнаа 5-дневен штрајк поради тековниот спор околу работните места и платите. Стритинг изјави дека владата направила се што можела за да го избегне штрајкот, вклучително и одржување на преговори во последен час со представници на Британската медицинска асоциација. 5-дневниот штрајк кој почна утрово во 7 часот наутро е 14-ти по ред на лекарите специјализанти од 2023 година до сега.